Почитувани пратеници, почитуван председател на Собранието, почитувани координатори на пратеничките групи, почитуван мандатар и кандидати за министри, денес и утре е вториот по значај процес во едно демократско општество по изборите, а тоа е избор на нова влада. 2 дена, според нашиот деловник во Собранието, на кои што се разговара за персоналниот состав на владата и за програмата која мандатарот ја има предложено до Собранието. Јас во изминатите 4 години се држев до едно правило, до кое ќе се држам и денес, дека не давам лични квалификации за ниту еден предлог за било која функција, со оглед на тоа дека секој поединец, секој политичар и секој професионалец, согласно со своите лични и професионални перформанси, се кандидира за одредена позиција и секако дека како опозиција ние ќе го следиме нивното работење и на седниците за пратенички прашања ќе укажуваме на она што сметаме дека не е во согласност со програмата или не е во согласност со интересите на граѓаните. Ово кажувам и од факт што јас ја имав таа чест да на 2 пати предлагам влада, еднаш нова влада, еднаш реконструкција, каде што од сегашното владино мнозинство беа искажувани лични квалификации против кандидати кои што беа предложени за министри или председатели на партии од кои што доаѓаат тие кандидати за министри. И низ еден разговор во тоа време на пауза им укажав на тројца пратеници од тогашната опозиција дека давање на лични квалификации не е добро, како што тие тоа го правеа за господинот Таравари, со оглед на тоа дека и лично на него се однесуваше во тоа време, со оглед на тоа дека тој беше најнапаѓан за политичка корупција, од причина што следејќи траекторијата политичка на господинот Таравари, им укажав дека неговата политичка траекторија имплицира експлицитно дека еден ден ќе треба да гласаат за него. И тој ден денес доаѓа и утре, кога ВМРО ДПМН ќе треба да го поддржи господинот Таравари за министер за здравство. Во однос на другите кандидати, сметам дека има кандидати кои што се, да кажам, професионално блиски до областите кои што ќе ги извршуваат, но од друга страна има кандидати кои што својата општа политичка пракса ќе се обидат да ја применат на специфични области и секако дека како граѓанин и секако како пратеник ќе очекуваме да имаат перформанси кои што ќе унапредат државата. Во однос на програмата, во програмата би издвоил 2 сегмента, а тоа е едниот сегмент кој што се однесува на конзистентност во делот на настапите во програмата, во предизборната кампања и во дел на конзистентност со претходните политики кои што владата ги имала, а од друга страна на одредени ќе укажем и на некои неконзистентности кои што ги има во оваа предлог владина програма, а кои не соодветствуваат со она што беше кажувано во предизборниот период и во периодите кои што претходеа на предизборниот период, кога ВМРО ДПМН беше опозиција и кога имаше пристап на активна блокада на Собранието. Што се однесува до економијата, која што е најзначајна во едно општество и која што е практично лајт мотив на оваа програма на мандатарот Мицковски, дел од најавите се прилично општо наведени, без конкретни бројки за зголемување на просечната плата, за зголемување на минималната плата и така натаму. Но пак од друга страна, добро е што покажува конзистентност со владините политики кои што беа до 8 мај 2024 година, се однесуваат на поддршка на инвестициите и се однесуваат на поддршка на македонските компании, што не беше случај во
делот на една конзервативна влада каква што е ВМРО-ДПМН до 2016 година, кога беа поддржувани само странските компании, со оглед на тоа дека овие мерки допринесува за зголемување на просечната плата за 50% и за триплирање на минималната плата во државата. Што се однесува до ставовите кои што ВМРО-ДПМН ги имаше во однос на намалувањето на задолжувањето и потребата да не се зголемува задолжувањето на државата, ние како влада моравме да посегнеме кон задолжување во странство, со оглед на тоа дека работевме во услови на најголема економска и енергетска криза по Втората светска војна и заради одржување на личната потрошувачка и на животниот стандард на граѓаните и финансирање на антикризни мерки, мораше да се задолжуваме и преку еврообврзници и кај Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка и Deutsche Bank и Erste Bank. Меѓутоа, од друга страна, сега кога заврши кризата, неконзистентно е кога се најавува за 8% изголемување на националниот долг на Македонија, вклучително со каматите, тоа ќе дојде некаде на крајот на периодот за 10% изголемување на јавниот долг. Значи, една неконзистентност од желба и декларативно изразување на потреба за намалување на долгот кон зголемување на долгот од 10% веднаш по стапувањето на должност на новата влада. Од аспект на инфраструктурата, сите предложени елементи на програмата на владата се продолжување на стратешките проекти кои што ги отпочна владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, денес во опозиција. И тука пред се мислам на инфраструктурниот проект за коридорот 8 и коридорот 10D, кои што исто така од ВМРО-ДПМН беа квалификувани како криминални проекти, изведувачите беа квалификувани како криминални организации и дури како што читам програмата провејува дека на тие кои што сега веќе не се од таков тип како што беа квалификувани, би им се доделили и други проекти кои што би требало во делот инфраструктурата да ги работат во Македонија. Во делот на железничката инфраструктура исто така се гледа конзистентност во она што го започнавме, меѓутоа заради краткиот рок до изборите и не можеше да почне некоја посериозна реализација, а тоа е продолжување на реконструкција на железничкиот коридор 10 од границата со Србија до границата со Грција. Ние веќе подпишавме меморандум со Србија за брза пруга до Скопје и добро е што и тој дел продолжува во делот на инфраструктурата, што значи дека се гледа еден континуитет и една конзистентност во политиките кои што ги имала претходната влада со политиките кои што ќе ги има и оваа влада. Во делот на меѓутоа има една голема неконзистентност во делот на европските интеграции, на кои што на крај ќе се навратам, бидејќи сакам на уште една конзистентност да укажам, а тоа е дека оваа влада, прво јас сметам дека е добро што се формира Министерство за енергетика, со оглед на тоа дека оваа значајна економска тема ќе биде спонзорирана на високо ниво, на министерско ниво, и гледајќи го CV-то на новата министерка, сметам дека представува добар потенцијал за да може да имаме напредок и во оваа сфера, која што лично не ја познавам, меѓутоа со она што го добивме како документ за CV-то, сметам дека прво е дама, а обично во конзервативни влади на Балканот дамите се малку застапени, само 3 во оваа влада, и затоа на нив посебно сакам да им посакам, на сите 3 дами да им посакам успех во работењето, во сериозните ресори кои што ги имаат. Продолжувањето на инвестирањето во обновливите извори на енергија е континуитет на она што го имавме ние како влада, бидејќи за 2 години имавме инвестирано 600 мегавати во обновливи извори на енергија и исто така продолжувањето на поврзувањето гасно со Грција е процес кој што беше започнат, кој што беше практично ескалиран од владата предводена од СДС, но инаку започнат нешто претходно од страна на претходните влади како идеја, и тоа ќе обезбеди на Македонија една енергетска независност на долг рок и трансформација на постојните капацитети за производство на електрична енергија. Но најголема неконзистентност е во делот на европските интеграции од кампања дека Преспанскиот договор ќе биде поништен,
се прифаќа Преспанскиот договор и од кампања дека ќе биде поништена преговарачката рамка се прифаќа. Тие кои што бевме окарактеризирани како предавници, од страна на оние кои што се прифатија сега, единствено ни останува да им го отстапиме првото почесно место на листата на